Тргнувањето на поворката со ковчегот на кралицата Елизабета II, која мина над 200 километри низ Обединетото кралство, го значи почетокот на одисејата на национална жалост, која ќе кулминира на државниот погреб во Лондон на 19 септември. Незиното последно патување почна ден откако незиниот син Чарлс III беше официјално крунисан за крал. Погребната поворка патуваше низ шкотските градови и пристигна во Единбург, каде што ќе остане 2 дена. Голем број граѓани ја одадоа последна почит на кралицата. Многу сум тажен. Многу е важно што децата сега се овде, присуствуваат на една историја. Во годините што доаѓаат, моите деца ќе учат за неа и ќе учат за овој момент. Кралот Чарлс ќе отпатува за Единбург утре за да се помоли пред телото на кралицата. Во вторник ковчегот со авион ќе биде пренесен во Лондон, каде што ќе биде изложен 4 дена. Премиерката на Шкотска, Никола Старджен, вели дека ова е тажен и потресен момент, бидејќи кралицата го напушта својот сакан Балморал за последен пат. Денес, додека ковчегот патува до Единбург, Шкотска ќе одаде почит на една извонредна жена. Денеска новиот британски крал Чарлс III официјално беше прогласен за суверен во Шкотска, Велс и Северна Ирска. На погребот на кралицата, која дојде на тронот на само 25 години во 1952 година, ќе присуствуваат голем број шефови на држави, вклучително и американскиот претседател Џо Бајден, австралискиот премиер, а најверојатно и јапонскиот крал.